Охрид е наше и светско културно наследство. Наша должност и обврска е да го чуваме за идните генерации. Нема поигрување со Охрид и со езерото. Правиме се за да го сочуваме статусот на УНЕСКО. Вака говореше премиерот Зоран Заев пред година и пол, кога со картата УНЕСКО од Охриѓани ја бараше до вербата за својот градоначалнички кандидат. Денес, кога Охрид е под ризик да биде прогласен за загрозено УНЕСКО подрачје, меѓу другото и поради градежната експанзија на крајбрежјето, премиерот како да заборавил на своите заложби. Најсвеж пример е обраќањето кон инвеститорот на хотелот во Лагадин, за чија градба и неговиот СДСМ тврдеше дека е нелегална. Премиерот интервенира заради тоа што правото е на ваша страна. Министерот интервенира и правото е на ваша страна. Дури и да постои правно формален аспект во оделението за урбанизам. Не може, не бива. Не бива, не може, најлесно да биде не. Ке најдат начин како да биде да. Ке се реши проблемот, ако треба ќе ја земам сега второстепената одлука во мој раци, ќе дојдам тука. Инвеститорот ја застапува тезата дека врз основа на општиот акт донесен од општината во 2015 година, законски добил дозвола да гради, а мештаните се борат да докажат дека општиот акт е неуставен, а со тоа и дозволата за градба ништовна. Изјавата на Заев дополнително долеа масло на огнот и ги натера лагадинци да побараат средба со него. Сите ние сме убедени дека премиерот немал доволно информации за да може една таква изјава да даде. Таа изјава го верифицира заправо градежниот криминал што се одвива моментално во село Лагадин, значи покрај крайбрежјето со самиот хотел. За жал тоа е така и затоа ние и припремивме едно писмо до премиерот и побаравме прием кај него по основ како здружение, велам, по основ на сето ова што се случи до сега. Инвеститорот Никола Толески пак изјавата ја толкува како потврда дека тоа е во право, а за свој адут ги смета и 6 второстепени одлуки на Министерството за транспорт и врски дека може да гради. Вели дека општиот акт е работа на општината и дека тој ги спочитувал сите закони, зашто обезбедили 23 потребни документи. Единствената забелешка е, вели, дека не почнал со градење во пријавеното време, зашто смета дека е пропуст на надлежните. Кога веќе бев на последната плоча, од општина Охрид дојде решение со образложение ми се одземат одобрението за градба. Причина се наведуваат све дека правилно сум почнал одобрение за градба, едно друго све сум изадил како што треба, но по барање на Државната градена инспекција према записникот кој беше за предпочеток на градежни активности, тие го третираат како записник за почеток на градежни активности, ради тие ме стопираат и викаат према член 63 став 1 и 2 да се одземат одобрението за градба. Приметба друга немам. Освен мештаните инвеститорот, состојбата будно ја следи и невладиниот сектор, каде изјавата на Заев беше жестоко дочекана. Идејата е да се воспостави суспензија сега, за да може да се направи соодветен план за да се управува со подрачјето. Тоа беше нешто што како влада пред да дојдат на власт, го многу јасно го комуницира и го потенцира, затоа што тоа им беше дури и дел од нивната кампања кога беа во Охрид, како ќе го развиваат Охрид. За жал, наместо да видиме таков терк, ние гледаме тотално обратен, дури и негирање на она што од нив беше јасно побарано и што ветија дека пред да дојдат на власт дека ќе го исполнат. Неколку дена по Заев се огласи и веде градоначалникот на Охрид Константин Георгиевски, кој на активистите им забележа што не реагирале на време. Сепак, од Охрид СОС, каде членуваат и мештани на Лагадин, кажуваат поинаква приказна. Напротив, ние во 2015 година бевме најактивни. Кога јас се обратив до општината да побарам планска документација за Лагадин, што е право на секое физичко лице и индивидуа да добие увид во таква документација, наместо да добијам јас или било кој од лагадинци увид во документацијата што е планирано да се прави во Лагадин, наместо тоа јас бев повикана на сослушување и едно месец дена бев малтретирана, додам таму по полиција и бев обвинувана за секакви работи, злоупотреба на потписи и така натаму, што побарав документ кој што ми следува
Од едната страна е општиот акт кој му дозволува на Толески да гради, од друга е проблематичниот начин на кој тој акт е донесен. Експертите сметаат дека проблемот датира уште од 2013-та, кога со измените на Законот за урбанистичко и просторно планирање, многу урбанистички планови се заменети со несоодветни заменски акти. Овде се направени два неверојатно погрешни чекора. Првиот, создавање на потполно неуставна аномија, вадење од правен поредок на населба која што има историја на законско и планерско развивање, и вториот чекор што од кога се испразни просторот од регулатива планска, општината го пополни со несоодветен акт. Од таму тоа е вистинската генеза на овој проблем. Така што за мене тој практично не е возможно да се навистина правично да се разреши доколку се гледа само моменталната состојба или состојбата од пред 2 години да ја земете како стартна, како да ништо не постоело претходно. Засегнатите војуваат, експертите советуваат, а УНЕСКО се чини го губи трпението. Во една од 19-те препораки недвосмислено стави до знаење дека е потребно запирање на големите градби во центарот и долж крајбрежјето. Тоа беше повод за Собраниската комисија за култура на надзорна расправа минатиот јули да донесе 24 заклучоци за заштита на културното и природното богатство. Се укажува на владата да ги исполни сите 19 препораки од реактивната мониторинг мисија на УНЕСКО, со посебен акцент на препораката број 6 за прогласување на времен мораториум на сите градежни активности во Охридскиот регион се до донесување на потребните планови. Од комисијата велат дека овие предупредувања не би смееле да се игнорираат, бидејќи извршната власт по дефиниција треба да ги почитува одлуките на собранието. Кон крајот на минатата година, Македонија поднесе извештај до УНЕСКО за сработеното по препораките. Но дали извештајот е одраз на реалната слика? Имајќи предвид дека извештајот потенцира дека во самиот регион се разгледувани само 33 барања за некаква урбана трансформација, а од тие 33 барања за само 8 е дадено зелено светло, е тотално лага, затоа што на секоја седница на советите на општините во трите општини, нели на чија што територија се наоѓа Охридскиот регион, поминуваат минимум по 50-60 легализација на девоградби. Лажејќи во тој извештај, сметам дека само полошо права за самиот регион, ипак регионот е на сите нас, со тоа што ја извитоперуваме сликата, не значи дека вистината нема да стигне до УНЕСКО, затоа што и ние како граѓанска организација и нашите колеги доставуваме засебни извештаи до УНЕСКО во кои што вистински ја презентираме сликата онаква каква што е. ВД градоначалникот Константин Георгиевски е веќе третиот човек на чело на општината, во чии раце се наоѓа врелиот Костен Лагадин. До 24 овој месец, општината треба да одлучи дали ќе остане на својот досегашен став изградбата да биде забранета или ќе ја уважи одлуката на второстепената комисија при Министерството за транспорт и врски, изградба сепак да има. По еднонеделните неуспешни обиди да организираме интервју, денеска самите дојдовме во просториите на општината. Поради работни обврски градоначалникот не беше тука, но во телефонски разговор ни кажа дека предметот се уште е во разгледување и постапка. Посебна приказна во случајот е Уставниот суд, каде иницијативата на Лагадинци за оценка на уставноста на општиот акт стои во фиолка веќе 2,5 години.